никој не прави колачиња како твојва мекрв Русина. Се топат. Ке ти завиткам и за попат. Далеко е Солуни таа твоја школија. Одам со Цветко тираџијата. Џабе ме вози во запрегата. Имал некој борч кон тате Михаел. А тате пак нема да ми спрати. Не му е право, знаеш. Како прво дете сака да работиш со него во трговијата. Ќе бидам народен учител. Тоа ме влече. По далиштава ти ставам дребни парички. Пази таму со кого другаруваш, синко мој неопитен. Еднаш веќе ти кажав, какви се овие писанија во куферов. Опасни луѓе се шетаат наоколу, синко, и врбуваат невини момчиња како тебе. Мајко, тоа се книги и весници. Треба да им ги вратам на другарите од Солунскиот кружок. Ние сме млади и напредни луѓе. Не ми се седи под робство и тиранија, мајко. Ме плашиш, чедо, ме плашиш. И тој оган во очите. Со револуционерни искри се почнува, мајко. Што му е на караман, мајко? Заптија во дворот. Не ќе нарно. Бујрум! Бујрум, комшисуљо, бујрум! Бујрум! Ама, зошто со пушка? Дебелким, не е толку страшно. Да ви го пробам сладкото од Софија. Сега. И после да одиме со Сава до ќуматот. На распит. Ако е распит, не е разговор. Бујрум, комши, бујрум. Некоја грешка, мајко. Јас не сум украл ни јаболко, а камоли... Ние на ракија. Сега. Суѓо. Бујрум, комши, бујрум. Ама... Сава, врви рамо до рамо со мене да не мислат дека те водам. Што си направил, бе, што си закашкал? Ништо, Суѓо, ништо. Јас не сум тука, учам во Солуна. Таму. Гледај да не му го обербатиш лицето на татко ти. Чесен човек е. Се занимава со трговија. Плаќа даноци на султанот да не е жив и здрав уште 100 години. Ачка, Пиморе! Ефенди, го доведов Сава Михајлов како што заповедавте. Да останам? Јок, сиктери капа капи. Многу си пораснам, бре, копил. Ајде сега кажувај, кој си, зошто си, кога си роден, зошто си роден, од кај си. Се поред и пропис. Дете сум на Михаил Јосифов и Фросина Дервишева. Тие изродија 13 деца. 11 сме живи. Машала, ако. Нека се множат слугите на црштината. Од богата фамилија би рекол, а таквите предначат би додал. Ајде да се бунтуваат оние фукари што немаат леп да јадат по полињата и по сокаците, ама вие, бре, учените, глас кревате, сус! Да не ти е мавна медна преку носот. Револуционери, подпалувачи на империјата. Знам јас сите ваши песни. Прво цицата од мајчиното млеко, а потоа цицата идеи од оние бунтовници. Јане Гоце, Даме Груевскиот. Ама... Полк.
Уште си младо и зелено, не си почнал да се бричиш. Ама ние ќе те избричиме насуво и накрваво, така да знаеш, ако не се оттрнеш од патот по кој си кинисел. А си сега. И умот в глава. Шулјо! Шулјо! Ајде, исклоцај го на улица. Добар ден. Повелете, кое дете е ваше да ви ги кажам оценките? Никое, а и сите прате Сава. Голем одмор. Згоден час да се запознаеме и да се поприкажеме малку. Јас сум Даме Груев. Оној, Даме Груев? Народниот трибун и соборец на Гоце, да? Јас сум ваш. Со срце и со младешкото ми дело. Познато ми е, брате Сава. Како што и тебе ти е познато дека пред 2 години ја формиравме ТМОР. Тајна македонска одринска револуционерна организација, брате Груев. А ти се уште не си нејзин член. Зошто? Сакам, брате Даме. Пред тебе секундам ако треба и на писмено ќе подпишам. Јас сум ваш за нашето ослободително дело. Потивко те молам. Така и работи. За сега работиме во конспирација. Ти си омилен учител овде. Оде меѓу нашите и шири е нашата кауза. И варди се од кодоши. Догледање не значи збогом. Како да стигнем до твојата соба, учителе? Зависи кој си и што бараш во оваа доба. Важен човек сум. Горе ќе ти се представам. Првата врата десно. Ќе имаме подолг и непријатен разговор. Јас сум Васил Канчов, екзархиски инспектор во Македонија. Палам и гасам во сите школи, а и добро сум информиран. Повелете, господине Канчов, седнете. Почистен сум. Нема да бидеш, кога ќе слушнеш за причината на мојата посета. Солидно си се средил со нашата плата. Имам домашна ракија за мезе. Не треба. И слушај со трезвена глава, учителе. До нас и до мене, како да речам, стигнуваат секакви поплаки. Седни. Седни ти. Дење ги учиш децата, не сме сигурни што. Во слободното време агитираш меѓу кавадарчани и ги труеш со некакви слободоумни идеали. Мајко моја, зашто ли те плаќаме? Ги труеш со некаква битка што престои. Извинете, господине. Не ме прекинувај. Не ме прекинувај, млад човеку. Решено е, јас проведувам до крајот на неделава да се збогуваш со учениците, а и со градот Кавадарци, од кој си решил да направиш револуционерно гнездо. Не ќе може. Биди среќен што не те суспендиравме. Ќе бидеш назначен за учител во село Ракита, Кајларско. Тоа безмалку е на крајот на светот, колку да знаеш. Толку. Заминувам. Подај ми ја паларијата. Но зошто приватна посета за официјално решение? Од тебе очекувавме да бидеш експонент на великобугарската политика. А ти
не ја свати нашата доверба и нашата порака. Но се уште има време за тебе за поправен испит. А за тоа, зошто не те извести в училиштето? Работиме без сведоци. Збогу! Сава Михајлов Савата бил преместуван да учителствува на повеќе места низ бедна Македонија. Бил главен учител во второкласните училишта во Неготино, Богданци и Гевгелија, но паралелно со тоа насекаде основал и ширал мрежа на револуционерни кружоци. Организацијата одолговлекувала да го облече во комитска одежда. Им бил потребен во позадината. Во 1901 година тајно бил назначен за раководител на Горноџумајскиот реонски комитет на ТМОРО и иницијатор и учесник во акција која одекнала ширум светот. Јас сум за предлогот на Сава. Да се грабне американската мисионерка Хелен Стоун. Потоа ќе ја ослободиме за откуп од многу турски лири. Ако го сториме, тоа ќе не гони неброен турски аскер. А зимата е на прагот. На организацијата очајно и требаат пари за ново оружје. Браќа, Не ќе се креваме на востание со вили и секири. имаме информации кога и каде ќе се движи карванот со Хелен Стоун. Една заседа и таа е во нашите раце. Не можеме сами тројцата да одлучиме за тоа. Ќе го известам Делчев. Треба брзо да се делува. Мојата чета ќе го направи грабнувањето. А светот? Па нека му се скине малку салонското спокојство. Нека чуе дека жална Македонија пишти под робски јарем. И ве молам, браќа, да се приклучам кон некоја наша чета. Доста војував без барут. Врховистите не подкопуваат одвнатре. Не тераат да се кренеме на востание пред време, неподготвени. Ветуваат поддршка, на крај ќе не остават на цедило. Инаку ме убедивте. Заседа за американката Хелен Стоун и дебел откуп да ја пуштиме на слобода. Савата. Јас сум за. Ние не сме друмски разбойници, туку револуционери. Еден од вас ќе однесе писмо до американската мисија. Нека го мрднат малку задникот за да ја спасат нивната членка, мис Тон. Брату, преку реки и суводолици, да ги заметнеме трагите пред турските потерџии. А дека ќе се изнатрчаат како бесни пси глава дава. I don't understand. Ќе разбереш, ќе разбереш. Добре дојде војводо Аргир Манасиев. Брате, Сава, врховистите подпомогнати од наши малодушници и други заблудени синови не надгласаа на Солунскиот конгрес. Македонските окрузи се неподготвени, а ваму да се дига востание избрзано. Се согласувам. Народот треба да се подготви. Треба да учи да нишани. Да ракува со бомби, со динамит. Некни населаните од Балинци им кажав, Бугарија нема да не ослободи. Сами ќе се ослободиме. Со добро организирано востание. Тие, божем наши соседи и побратими, а ваму лажговци.
даде зарек на бугарскиот двор поштук да не остане од автономна Македонија. Лично, од Гоцета Делчев, барај средба со генерал Иван Цончев. Нека не испраќаат врховистички чети во Македонија, нека се воздржат. Лесно ќе ги свртат пушките против нас. Искрено не се надевам на голем успех. Тврди глави. Мојата и твојата чета заедно бројат 80 пушки. Нема да стоиме со скрстени раце. Ја имам истата мисла. Фитиль. И покрај разногласието меѓу македонските револуционерни дејци, на 2 август 1903 громогласно и со почетни успеси во сите реони, почна и Линденското востание на македонскиот народ. Четите на Сава Михајлов и Аргир Манасиев, иако не биле директно вклучени во Крушевскиот бител, борбено се ангажирале против османиите во јужниот дел на Македонија. Го урнавме мостот меѓу Мрзенци и Гевгелија. Ни наш, ни нивни. Остана уште овој кај Демиркапија. Од надвода, под вода. Само нешто премногу тивко ми е наоколу. Се плашиш од Стапица? Малкумина знаја за нашиот план. Доста е само едно предавничко уво. И после? Кодошија, брате Аргир. Мислиш Провала и Бусија? Ќе испратиме извидница. Алекс со Ташко и Јован. Ќе одат ползејќи до мостот. Ако рзне пушка, назад. Еви го судниот ден, ѓаури! Бомби! Фрлајте!
izvor Makedonija.